место е пристапност. Со високи 19%, пристапност до право на образование, право на здравствена заштита и други услуги, она што многу не загрижува, знаете ли ќе се случи за време на пандемијата, кога децата треба да остварат право на квалитетно образование преку далечинско учење, дека 15 деца кои се јавиле кај нас имале проблем со пристапност до образованието како резултат од немање на исход од матична книга на родените. Знаете дека многу често говориме за оваа бројка дека е алармантна и дека државата треба да направи се да ги стави децата во систем, бидејќи тие се невидливи и многу лесно може да бидат и грабнати, киднапирани, едноставно да исчезнат од државата без никој да знае при тоа што се случува со нив. Непоседување на вакцинален картон, намалување на капацитетите на работата на градинките со ковидот и така напред. И ќе се навратам повторно на менталното здравје како четврта категорија, неусогласеност на родителите за видувањето, иако Министерството за труд и социјална политика ќе каже дека законот за семејство им овозможува на родителите да се договорат, меѓутоа е нарушени партнерски или брачни односи, не секогаш резултираат со функционални родителски одговорности и престанокот на бракот не значи престанок на родителство и родителите многу често некој од нив секако се заборава дека имаат одговорност бајцата на кон детето и го попречуваат правото на видување и не се свесни дека одобивањето на детето од еден родител всушност може да се санкционира како прекршување на елементарно право на детето да се ги види подеднакво двата родители и сметаме дека оваа иницијатива со поддршка на Народниот правобранител и група на граѓански и женски организации конечно треба да си го најде светлото на практична примена во праксата, а не се случува државата да биде соучесник кога детето не може подеднакво да си го гледа и вториот род. Благодарам. Благодарам, драги. Сега ќе го слушам обраќањето на една од подгрупите во Бегеши, Климентина Добрев. Најдобрата волонтерска работа во мојата лична до сега. Поради тоа што помигаше првенствено се работи на креирање на тим кои искрено и уморно работи само во интерес на децата. Така што тоа идеите на волонтерите и избора на волонтерите исто како начин како останатите членови од тимот кога станува збор за креирање и формирање на идеи. Во изминатиот период работевме, склучивме соработка со Удруженијето на студентите психологија и психијатри, тоа што во моментот имаме 20 волонтери, кои што неуморно и посветено работеа на кампањата за промоција на детските права широм земјава, со тоа што целта на кампањата беше да се поттикнат и се уште да се поттикнат, поддржат и поучат децата дека имаат своји права според Конвенцијата за права на детето. Оваа кампања треба да се одржи во периодот март до декември 2021 година, со тоа што во моментот имаме околу 50 репрезентации презентирано широм основните училишта низ земјава и дел од скопските училишта. Со почетокот на новата учебна година ќе продолжиме со реализирање на оваа кампања. Целта ни е да се поучат децата за своите права, затоа што тие се од исклучително одговорност на нивниот физички и психолошки развој. И секако да ја промовираме СОС линијата, која што е 24 часа достапна, за да може децата да споделат, односно да пријават проблем. Тука би сакала да споделам дел од моите импресии во однос на ова тримесечно волонтирање, во однос на работата на СОС линијата. Мојот ангажман првенствено се базираше на
примање на повиканост на волонтирање во попладневните часови, во кои што се примања се забележуваат повици. Исто така имаме и работа за време на викендите, како што кажавме, како што споменавме дека линијата е достапна 24 часа 7 дена на неделата. Стручниот тим на кој што ги има повиците се состои од СОС оператор, психолог и волонтер. Тука се дискутираат, се анализираат повиците и проблемите, се бараат можни решенија. Повици кои што ги имам добиено, можам да кажам дека не се во мал број, жал. Се претежно повици од деца кои што се со разведени родители, самохрани мајки, повици со мовчење, избримавме и повици кои што се однесуваат на да ми се јави родител, кои што другиот старател заноси децата се во странство и со тоа правото на децата да се гледа другиот родител е прекршено. Во однос на повторно ќе се навратам за кампањата за промоција на детските права, сакам да кажам дека и таа се состои од психолог, тимот кој што ја води кампањата се состои од психолог, координатор на кампањата и волонтерите од Сдруженијето Психеско. Тука би сакала да ги поттикнам, бидејќи Меѓаши од самото постоење се залага за волонтеризам и мировен активизам, да ги поттикнам сите млади кои што се заинтересирани да се приклучат во тимот кој што работи само во интерес на децата. Чекай. Значи рече работите оператор, волонтер и психолог. Какви се реакциите на децата и младите после? Да, мислам. Ајде, добро. Оди, многу хубаво ми дадеш такво за прашање. Горе. Ајде да не ги преместувате, јас. Може, добро. Ајде, Најде координаторката на СОС линијата Јорданка Трајковска која ќе ни представи една студија на случај. Се надевам дека јас само ќе бидам. Сакам да го избавам оно што ми го означи периодов од првата половина на годината. За еден случај кој што започна при крајот на минатата година, исклучително комплексен случај кој што не внесете емотивно и влијаеше през нашето секојдневно работење. Меѓутоа е пример кој што мене лично ми дава светла точка дека може да функционира системот кога ќе се спојат вистинските луѓе. Како што реков, стануваше збор за еден комплексен случај, кој што траеше подолго време, во текот на кој имавме континуирана комуникација и соработка. По прво време со Центара за социјални работи, но потоа и со полицијата. Некако се погодија вистинските луѓе во вистинското време на вистинското место, за да може нешто што траело со години наназад и можеби и нефункционирањето на системот придонело толку долго да трае, да се сдружат, еве на упорност на Меѓаши да се реши случајот, да се спојат полиција и Центар за социјални работи и со заедна интервенција на сите три чинители да се разреши она што со години било разрешувано. Тоа не значи дека сега се е во ред, дека прва се уште е тековен процес, но барем се поместија работите. Го кажам како кажа и Јуле, кажа и Клементина, дека секој што работуваме, меѓутоа беше многу значаен пример што ни дава нам надеж дека стварно можат да се поместат работите подобро и дека има посветени луѓе во системот кои што сакаме да го не да го критикуваме, туку да го преиспитуваме како и колку ефикасно работи. Не би должала повеќе, ви благодарам. Да ќе одиш? И за крај ќе го проследиме излагањето на надворешната работничка на Меѓаши за неодамнешно истражување на перцепцијата на младите за СОС телефонот. Повелете, Елеонора. Добар ден на сите ви од мене. Јас сум надворешен соработник на Меѓаши, Јовна Златовска,
заедно со мојата колешка Маријана Марковиќ го спроведовме ова истражување во однос на ставовите на децата и младите за СОС телевизијата. Само кратко да кажам дека навистина ми е чест и задоволство да присуствувам денес овде, а и навистина да кажа една огромна благодарност за довербата што ни даде Милјаши да го спроведеме ова истражување. Јас и колешката сме професија истражувачи, повеќе од 20 години. Прв пат работиме со Милјаши во рамките на едно истражување и се надевам дека ова нема да биде почетна саработа. Сега на кратко за истражувањето. Ова се сепак само дел од наодите од едно поголемо истражување. Ја ве повикувам сите кои што сакате нели да ги видите сите наоди, сите резултати да го има веќе на веб страната на Милјаши. Во однос на само да кажам дека првично беше замислено да се испитаат само децата, односно учениците, бидејќи беше предвидено да одиме преку училиштата. Меѓутоа потоа сфативме дека спрегата наставник, родител, дете суштина е најважната, доколку сакаме да го заштитиме и промовираме и физичкото и менталното здравје, па затоа направивме кратко истражување и со родителите и со наставниците и огромна благодарност на сите кои што учествуваа во ова онлайн истражување. Би започнала со општите податоци во однос на испитаните ученици. Прашалникот целосно го пополнија 431 ученик, од кои 114 албанци и 317 македонци. Повеќето се женски, 247 и машки 177. Учениците ни доаѓаат од повеќе училишта во Скопје, Дебар, Бостивар, Виница и Елес. И иако беше наменето на возраст од 8 до 18 години, сепак возраста на учениците кои што го пополнува беше од 7 до 19, а најмногу да беа на возраст од 15 до 18. Интересно да се каже дека повеќе од половина од учениците, 55%, се информирани за постоењето на СОС телефони за деца и млади. Овој график од десно првиот само покажува дека нема разлика помеѓу учениците македонци и албанци во однос на нивната информираност за постоење на СОС телефонот за деца и млади. На прашањето дали познаваат некој кој се јавил на СОС телефонот, дали лично или посредно познаваат некој, убедливо најголем број, над 96% рекоа дека не познаваат некој што се јавил на СОС телефон. Повторно, графикот од десна страна покажува дека нема голема разлика меѓу учениците македонци и албанци. Потоа беше испитано подготвеноста за јавување и причините доколку нели те се јавуваат, кои се причините за нејавување на децата, на учениците. Би кажала дека се приближувачки податоците дека на прашањето колку се подготвени да побараат помош и да се јават на СОС телефонот доколку имаат проблем, само 15% од учениците рекле дека се подготвени. Това навистина е една мала и забрежувачка бројка и се надевам дека видиновето значи нешто како корисна информација во пазењето на идните нивни политики на Милјаши. Голем е процентот на оние што рекле дека не се подготвени да се јават, или тоа е речиси 35%, додека најголемиот број, речиси 50%, не знаат дали се подготвени да се јават. Значи, ова збори за една, да кажам, би рекла, голема неподготвеност на учениците да се јават на СОС телефонот, доколку имале проблем. Беа понудени неколку причини за нејавување. Може да се види дека најчесто, како причина за нејавување, учениците наведуваат дека немале потреба. Едноставно не се јавиле затоа што немале потреба. Потоа следи процентот на ученици кои што велат дека не се јавуваат на телефон, туку бараат помош од познати луѓе, од некој што ми е близок. И ова го гледаат како некој непознат и далечен контакт. 125 од 431 ученик одговориле дека не се чувствуваат пријатно да се јават на оваа СОС линија за деца и млади. Графиконот од десно само покажува дека нема разлики во однос на наведените причини за нејавување помеѓу учениците македонци и албанци.
Бидејќи ја на почетокот не кажав, ние сме со колешката и психолози базично, меѓутоа сме и комуниколози. Беше интересно да се види, а мислам дека на медијши, мислам дека е многу корисен податок, да се испита кој е преферираниот начин на комуникација на SOS телефонот. Значи, што им представува леснотија на децата, на кој начин би дошле до SOS телефонот кога би имале проблем. Па на прашањето доколку имате потреба да побарате помош за некој свој проблем од SOS телефонот за деца и млади, што би било најлесно да направите? Вие гледате оваа зелена зона, која што покажува една леснотија да го користат тој канал. Гледаме дека најголем дел, над 63% од учениците велат дека најлесно им е да напишат порака на Messenger, да напишат порака на Instagram и да напишат порака на SMS порака на мобилен телефон. Не толку лесно им е да напишат чет, порака преку веб апликација доколку ја има, и да се јават на телефон, како што порачам и функционира сега SOS телефон за деца и млади. Наистина мислам дека мора да ги следиме овие трендови, овие преферирани начини на комуникација на децата, доколку сакаме да бидеме отворени за нивните проблеми. Сега накратко ќе се осврнам и на податоците. Велам, не беше ова целосното истражување, ве молам, че се што ви интересира подробно да се информирате на страната на Медијаши. Сега накратко ќе кажам нешто за ставовите на родителите во однос на SOS линијата. Благодарност за сите 287 родители кои целосно го пополнија овој прашање онлайн. Повторно повеќето се женски. Обично ние не сме по-респонсивни, така се веќе во сите истражувања, па и веќе овде. 214 биле женски, 69 машки, од кои 195 македонци и 92 албанци. Повторно ни доаѓаат од поголеми делови, поголем број на градови и села, Скопје, Дебар, Бостивар, Виница, Велес и така натаму. Возрастната граница е широка на родителите од 28 до 59 години, што можеше да се добие на нова податок и за помладите и за повозрастните родители. Во однос на нивната информираност за постојање на SOS телефонот, ќе видите дека над 72% од родителите се информирани и знаат дека постои SOS телефон за деца и млади, додека сепак 28% не слушнале и не знаат за оваа линија. Подолу се графикот кој што покажува дека има разлика помеѓу родителите албанци и македонци, и со тоа што се кажало дека родителите македонци во поголем степен се информирани и знаат за постоење на оваа SOS линија за деца и млади. Беше поставено прашањето дали може би знаете дали вашето дете некогаш се јавило на SOS телефонот за деца и млади. И беше интересно да се види дека всушност овие се очекувани резултати, кои што покажуваат дека 82% од родителите, вкупниот број родители кажали дека точно знаат дека нивното дете не се јавило на SOS линијата. Не е занемарлив ниту процентот од 17, кои што родители, кои што 17% родители кои што велат дека не се сигурни или дека не знаат дали нивното дете побарало помош од SOS телефонот за деца и млади. На прашањето дали би го охрабриле вашето дете, тинеџер, да се јави на SOS телефонот доколку има потреба, официјално најголем број од родителите, иако тој процент не е висок, значи 61% рекле дека би го охрабриле. Меѓутоа, како истражувачи и како психолози, нас секако не истражувачки овој процент кој што одговориле не, дека не би го охрабриле. Детето кој што е исто незанемарлив, тоа не може да биде незанемарлив, тоа е 10% од родителите кои рекле дека не би го охрабриле своето дете. И оние рече се 29% кои што не знаат и не се сигурни дали би го охрабриле своето дете да се јави на SOS телефонот доколку има потреба. Во однос на причините, ја не би должела, иако наистина беа многу интересни да се слушнат, но мислам дека особено ќе биде корисно на тимот на Медијаши кој што работи на промоција и развивање на оваа SOS линија за деца и млади. Причините особено се важни, оние зашто не би го охрабриле, мислам дека тие се особено важни за нив.
еве можете да видите дека одговори од типот нема да му користи на детето, дека нема детето никаква потреба од тоа, дека они како родители може да му помогнат за се што треба. Некои од нив велат дека не би ги охрабриле затоа што не слушнале за таков телефон, не знаат дека такво нешто постои, дека проблемите треба да се решаваат во првото семејството, се една од почестите одговори на родителите. Голем процент од родители изразија и загриженост за безбедноста на тој телефон, што е по граници на нормално како родители, да бидеме загрижени колку е таа линија безбедна и сигурна. Се надевам дека ова ќе биде корисна информација за видеши. Потоа, разбира се, беа прашани, отворено прашање, значи не можа слободно да ги кажат своите одговори, што мислат кои би биле пречките, децата и младите да побараат помош и да користат една ваква линија. Најчесто беше споменуван страхот. Родителите сметаат дека децата не би се јавиле, деца не би се јавиле заради страх, од можни последици, од страм, од околината, од нивните врсници, од другачињата. Вело дека не би се јавиле може би заради неинформираност и незнаење за постојање на една ваква линија, што всушност значи една ваква линија за децата. Некои од родителите кажаат дека е сакна несигурноста на учениците во себе и немањето храброст да се јават на една ваква линија. Ги спомена и менталитетот и предрасудите во македонското општество, притисоците во околината, од околината и она што е исто многу загрижувачки, недовербата која имаат кон возрастните генерално, кое што данас вистина е поразително и тоа не е нешто за кое што не би требало да се бориме во име. Сега накратко и за оној дел што за кратко време само уште една мегнета за наставниците, бидејќи навистина се многу важни, особено во училишната средина, да не заборавиме проблемите, освен учениците и родителите, можеби и овој канал е добар и практичен да го имаме, да го имате, кога се развива оваа и кога се промовира оваа линија, SOS линија. Одговориле 130 наставници, повторно се најголем жени, 64 се од средното училиште, другите се од оделенска и предметна настава, повеќе од оделенска, опатени за сите возрастни категории, што значи дека повторно имаме наставници со поголемо и со помало работно искуство, кои доаѓаат од истите места каде што не доаѓаат и учениците. Еве само ова би го истакнала, јас се прескокнам некои делови, меѓутоа мислам дека е добро да се знае дека генерално се информирани, меѓутоа наставниците македонци во 90% се информирани за ваква SOS линија, додека наставниците албанци само во 53% се информирани за постојање на ваква SOS линија за деца и млади. Долниот график зборува за спремноста да се упатат учениците, да се јават на SOS телефонот доколку имаат потреба. И ќе видите дека негде околу 77% од наставниците се подготвени да ги упатат учениците да се јават. Повторно има разлика помеѓу наставниците македонци и албанци. Наставниците македонци се повеќе спремни во поголем процент подготвени да ги упатат децата да се јават доколку имаат проблем на оваа SOS линија. Само како мало повторување, и наставниците ги кажуваат истите пречки, сметаат дека истите пречки за нејавување, како и родителите, а тоа е неинформираност, страх, срам, немањето на храброст на децата, предрасудите во нашето општество, недовербата што имаат децата кон возрастните воопшто. Интересно што никој од наставниците, од 113 наставници, не побарал помош од SOS телефонот во име на детето. Не се додека забележал некој проблем, иако забележале проблеми кај некои од учениците, а во поголем степен ја изразија подготвеноста да се јават доколку забележат проблем, што они не можат да го решат. Како причини само би кажала една интересна работа, што исто мислам дека треба како професионалци да ја размислиме. Наставниците велат дека не би ги охрабриле децата да се јават, затоа што имаат стручни служби во училиштата, што секако е добро што постојат. Јас верувам дека психолозите и педагозите умешно си ја завршуваат својата работа, меѓутоа да не заборавиме дека можеби тоа нема да ги истрпи сите можности, е добро да се има и овој канал на наставник кој што би можел да се обрати до SOS телефон. Ви благодарам на вниманието. Ова беше навистина кратко, извинете ако ја ги надминав тие 10 минути и ве повикувам навистина да се информирате за што што направите.
ви благодарам Елеонора. Словото завршува ново дел пресконференцијата и следните неколку минути се наменети за наставување на и за одговарање на вашите прашања. Заповедате. Добро, имате јас предходно прашање се кои са дали волонтерката или Јорданка што го. Значи, како е третманот на децата кои ќе ги се јават? Тие се секако вознемирени, може би зборуваат, може би плачат. Кои се тие техники, како ги смирувате, како ги упатувате до соодветните институции, рекол Центарот за социјални работи, не секогаш е наистината на задача. Поверете. Јас би сакала повеќе за Микрофон. Ај, седнете тоа. Седнете тоа. Најдобар одговор може да даде оно што директно работи. Јас сум координатор, меѓутоа сум била јас. А и како психолог, оно што е најзначајно прво да нудиш мощно слуша. Това е некој што ти остави простор за без разлика да не дете или е возрастен, да почне од таму. Ти слушува, што станува збор, кога затоа што ако си рефлексија на оно што го зборува, се слуша и самиот зборувач, што кажува и потоа полека се води случај, се почва од зависи од што станува збор, се смирува. Оно што е важно е дека не на секој советување не треба да му се нуди готово решение, затоа што секој решение е индивидуално. Треба да потребува од тој што треба да изпълни решението, а ако има потреба за жал, и затоа и го правят истражување како многу малко се треба деца, скоро се 100% возрастни, но тоа е принципот, и многу често ќе во практика во суштина неопходно е да се обратиме до надлежна институција, до некој друг кој што е посветен на решавањето и постапката е да установуваме прво ние контакт, па ако треба ги спојуваме, ги упатуваме на некоја друга институција, дали е училишен психолог, да се посоветува, дали ние установуваме контакт, некој што може да се по-директно да се соработи на самиот за дете со некаков проблем од страна. Ако некој